Členovite na привремената влада на чело со Дину Вангел нека продолжат со работа. Ги молам членовите на привремената влада да си ги заземат своите места. Секретар и повереник на реквизицијата Ѓорѓи Чачев. Влагајник, повереник за финанси Теохар Нешков. Началник на градот и повереник на полицијата Ристо Ќурчиев. Повереник за прехрана и производство Димитар Секулов. Повереник за санитарна служба Никола Паљев. Можеме да очекуваме дека турците ќе се обидат да го вратат Крушево. Нашите одреди ги држат сите пристапи. Секој напад ќе биде одбиен. Това не е достатно. Точно така. Треба да го неутрализираме населението од турските села. Слушајте ме. Пуштете ме со одредот да ги смирам. Така ќе биде најдобро. Има и друг начин. Да ги привлечеме на наша страна. Турчинот само со сила ќе го натераш на послушност. Ќе напишеме прокламација. Ќе испратиме до сите села. Христо, пишувај. Браќа земјаци, ние, вашите вечни соседи, без разлика на вера и народност, не можејќи да ја истрпиме тиранијата, дигнавме глава и решивме со пушка да се браниме од сите наши и ваши душмани и да добиеме слобода. Зборувај. Сето Македонија е востаната. Невеска и Клисура се слободни. Насекаде борби. Писмо од главниот штаб. Сарафов, нападот на Битола невозможен од воена гледна точка. Се одлага за подобар момент. Неколку наши села се запалени од башибозук. Измама. Биди спокоен, Питу. Срамно предавство. Македонија потешко ќе се ослободи од Сарафов, отколку од империјата. Сарафов е сараф на нашата борба. Но ние не сме авантуристи. Тогаш, зошто останавме неподготвени?
Вие добро го знаете мојот став за востанието. На Смилевскиот конгрес ме надгласа мнозинството. Тоа значи дека Сарафов чека да згрмат бугарските топови. Може е тоа решение за Македонија? Тоа е решение за династијата на кобурзите и предавниците. Македонија сама треба да си реши. Оној што не е способен да извојува слободата, нема право на не. Сами ќе пропаднеме. Тоа е авантура. Тоа е предавство. Значи, востанието прво треба да се сврти кон предавниците, а потоа кон империјата. Ќе се држиме ден, два, три и... Само Бугарија, ако ја објави војна на Турција... А кој ќе ги избрка бугарите од овде? Ако ги пуштиме да ни помогнат. Ако почнат тие, ќе посакаат и други, и трети. И така од сега натаму Македонија вечно ќе биде ослободувана од некого. Ослободувана и преослободувана. И што сега? Ништо. Ќе му се заканиме на светот, па макар тоа да трае еден миг. Овде ќе го обидеме плодот на револуцијата. Сами? Без дозвола? Сами! Ако треба да умреме, сами ќе се избереме и начин. Така е, Питу. Ќе умреме по-нашински. Христоф, пишувај. Ние не кренавме пушка против вас. Не излеговме да колеме и да ограбуваме. Ние ве жалиме како своји браќа, бидејќи разбираме дека сте робија како нас. Робија на богатите и силните. Дојдете, браќа, со нас, да тргнеме против вашите и нашите душмани. Дојдете под бајракот на автономна Македонија. Сите се тука освен заповедникот на војската и оние кои не сака да се предадат. Даскале, зошто не ставивте франги? Ние не сме војска. Ние сме само чиновници на империјата. Што мислите да правите со нас? Сега сте пленици. И робот кога располага со господарот, судбината ја одредува нож. Вам ќе ви биде легално судено. Оној што меѓу вас не е виновен ќе биде ослободен. Смрт на тираните! Пиши ме, луѓе! Смирите се, луѓе! Напредилка! Да живее Никола И тие спокојни! Ние не се одмаздуваме. Ние не проштеваме. Ние едноставно заколнети во идеалот на правдата ќе судиме според нејзините закони. Да живее Македонија! Да живее!